Климатските промени директно влијаат и на расположението и на здравјето на граѓаните. Наглите температурни разлики се причина за се поголемиот број на метеопати. Поаѓањето во градинка е голема промена во животот на секое дете. Граѓаните мислат дека децата подобро е да ги чуваат нивните баби. Во конкуренција од 33 хора од повеќе европски земји, свое учество зеде и мешаниот хор Гортинија од Гевгелија на меѓународниот хорски фестивал во Балчик, соседна Република Бугарија. Започнуваме со дневникот. Отстранувањето на условината препорака на есен годинава и добивање датум за почеток на преговори за членство на Македонија во Европската Унија во 2018 година по сите преземени реформи, очекува премиерот Зоран Заев, кој вчера и денеска престојува во официјална посета на Бугарија, каде што од официјална Софија доби подршка на патот кон Европската Унија. Ова порака на пријателство, ова гостопримство и подршка која што ја добиваме, ова взаемно констатирање за сите предрасуди кои што досега биле отварани, овој чинот на поклонување заедничко пред споменици од заедничката историја, навистина вредат повеќе од било кој договор. Се работи навистина за мали детали, кои што повеќе стручно службите ќе ги затворат. Повеќе нема да има комисии на преговори, ќе преговарат двајцата министри со своите кабинети, министрите за надворешни работи, за да може да го согласат тоа што остана малку, за да можеме, секако една цел што си ја дадовме пред нас, на 2 август, при возвратната посета на премиерот Борисов и неговиот кабинет во Македонија го потпишеме договорот. Навистина се мали детали, кои што верувам дека ќе бидат решени, знаејќи дека добро е уште пред есента да го имаме затворено и ова прашање. Пратеничката на ВМРО ДПМН Лилијана Кузмановска обвини дека за 2 недели, откако е избран за министер за финансии, Драган Тевдовски издал државни хартии од вредност и ја задолжил државата од 13,7 милиони евра. СДС во опозиција им се закануваше на инвеститорите, на банките, дека ако купат државни хартии, нема да им ги признаат кога ќе дојдат на власт. Сега на истите тие банки, нивниот министер за финансии, односно од СДС, им нуди државни хартии од вредност. СДС во опозиција ја советуваше владата на ВМРО ДПМН да ги укине аукциите на државни хартии од вредност и да престане да ги употребува како инструмент за финансирање на буџетот. Климатските промени директно влијаат и на расположението и на здравјето на граѓаните. Наглите температурни разлики се причина за се поголемиот број на метеопати. Речиси половина од светската популација страда од метеопатија. Престој во природа и физичка активност е основната превентивна мерка за намалување на метеопатските симптоми. Болки во желудникот, промени во крвниот притисок, срцеви проблеми, главоболка, појава на депресија и анксиозност. Ова се симптомите кои најчесто се манифестираат при метеоролошките промени, а ги погодува сите возрасти. Наглите промени на температурата се причина за се поголемиот број на метеопати. Постојат одредени причини затоа што и самата клима е сменита, нели? Постои цел свет се бори со таа промена на климатските услови, така да и самиот организам различно се прилагодува. Има одреден број на луѓе што посебно реагираат на тие променливи временски услови. Се јавуваат најчесто гастрични тегуби, значи болки во желудникот. Може да екзацербираат или да се појават депресивни епизоди, анксиозно-депресивни расстройства. Исто така може да се јават промени со крвниот притисок, кардиоваскуларни заболувања од типот на периферните заболувања, нели, ладни топлинозе, се јавуваат болести од типот на ги кажав гастричните, а има исто така појава на различни заболувања како активирање на
одредени цревни заболувања во склоп на овие болести. Значи има голем диапазон на нарушувања што се докажале дека се поврзани, односно асоцирани со кај метеопатите, кај промени на климатските услови. И се почесто се оваа тие промени на климатските услови и се почесто се бориме со болести што се асоцирани со истите. Во зависност од метеопатските симптоми, на пациентите им се дава различна терапија, велат лекарите. Во многу случаи се погодува, значи прогнозите се се поточни, со висок процент, така да можеме лесно да ги спремиме таквите пациенти со одредени совети, зависно од тоа каква болест, како се манифестира нивната метеопатска, значи структура, и може да ги припремиме точно како, што да направат, што да испијат, како да се припремат, за да не им се јават таквите тегоби. Значи, со секој пациент се работи посебно, зависно од здравствената состојба што се јавува кај пациентот. Појавата на се поголем број метеопати се препишува и на современиот начин на живот, кој се повеќе се одвива во затворени климатизирани простории, каде е намалена способноста за природно адаптирање на организмот кон различните временски услови, без спорт, малку рекреација и внесување на храна полна со маснути и шеќер, а со малку витамини и минерали. Секојдневниот престој на отворено во природа со било каква физичка активност е основната превентивна мерка за намалување на метеопатските симптоми. А и со доаѓањето на летото и зголемувањето на температурите треба да бидеме повнимателни при изложување на сонце и да ја заштитиме нашата кожа со соодветна заштита, советуваат лекарите. Тие велат дека е важно да се внесуваат повеќе течности и да се избегнува директно изложување на сонце. Со доаѓањето на летото и високите температури кои метеоролозите ги најавија, треба внимателно да се грижиме за нашето здравје, вели доктор Олгица Велкова, лекар во итна медицинска помош Радовиш. Хронично болните, срцеви болните и децата најмногу треба да внимаваат. Таа вели дека големата разлика во дневните и ноќните температури и периодов можат сериозно да го нарушат нашето здравје. Со настапувањето на жешките температури и разликата на ноќната и денската температура, најдуваме на пораст на бројот на пациентите, посебно на хроничните болни, кои што се тука многу често. Тука се диабетичарите, хипертоничарите, срцевите болни, децата. Доктор Велкова советува редовно да се пијат течности и да се избегнува директно изложување на сонце, како и редовно примање терапија за хронично болните и соодветна заштита за малите деца. Од 10 до 17 часот да не се излегува надвор, особено бебиња до 6 месеци, но и да не се изнесуваат на ветер. Да се консумира многу овошје и зеленчук, да ја заштитуваме нашата кожа со соодветна заштита и непотребно да не се изложуваме директно на сонце. А не се препорачува и годишни одмори на таа возраст. Значи, исто така морето со тие високи температури смета на таа возраст, значи детето да добие последици. Овошје многу, зеленчук, да се внимава со сладоледите, од и разликата во високата температура на телото, загреаното тело и ладните сладоледи и ладните напитоци се стрес за организмот. Во овој период чести се и мешаните инфекции, односно вирусните и бактериските инфекции, а на потек се и алергиите, но и високите телесни температури. Продолжуваме со дневникот. Поаѓањето во градинка е голема промена во животот на секое дете. Бидејќи од сигурноста во семејството, детето преминува во непозната средина и меѓу непознати личности кои почнуваат да се грижат за него. Многу родители се двоумат дали е подобро нивното дете да го пуштат во градинка или пак да го чува нивната баба. Според направената анкета, граѓаните мислат дека децата подобро е да ги чуваат нивните баби. Многу родители во текот на развојот на детето често ќе се најдат пред тешка одлука. Дали чувањето на детето да го доверат на градинка, бебиситерка или баба. Кога станува збор за градинките, тука се наметнува уште едно прашање. Дали да се избере државна која е поевтина или приватна која е поскапа. Бабите и дедовците се секако бесплатни, секогаш достапни, но често и во поодминати години и болежливи. Нивната предност е во тоа што им се познати на децата, им даваат неизмерна љубов и нежност, но и добра домашна кујна. Ги прашавме граѓаните и тие ни одговорија исто, дека подобро е децата да ги чуваат нивните баби. Јас мислам оти по-убаво е у градинката да се чува децата
и повеќе обраќат бабите и дедовците. Не сам чувала јас деца у градинки и си ги чувах дома, бех слободна, понајаденки и затоа не знам поточно да ви кажам колку добро е у градинка. Така си мислам по мене бабата пообраќа внимание на децата. Там се повеќе деца и така. Бабите да си ги чуват, за това што поубави условите се дома. Него ли у градинка? Зошто мислите дека не е добро во градинка? За това што јас моите внуци сам ги носила, затоа не сум многу задоволна. По-добре бабите и дедовца ки се помили. А са у градинка една негователка има, 100 деца држа, значи мислам оти па дедото и баба треба да ги гледа. Од управата пак велат дека интересот за упис во градинките оваа година бележи пораст. Уписите за прием се уште траат и се одвиваат нормално, а вториот уписен рок ќе трае до средината на август. Интересот за упис на деца во детската градинка Детска радост е голем и бележи тренд на зголемување секоја година. Така во првиот уписен рок, кој што траеше до 15 јуни 2017 година, има поднесено преку 200 пријави за деца кои што првпат се запишуваат во нашата установа. Уписите за прием се уште траат и се одвиваат нормално со очекувано темпо и на бројот на поднесени пријави. Вториот уписен рок се уште е во тек и ќе трае до средината на месец август, која ќе следи селекција на поднесените пријави од страна на Комисијата за прием на деца и формирање на групите според возраста. Добрата комуникација со воспитувачките е од големо значење, не само во периодот на адаптација, туку и подоцна. Пред детето секогаш покажете смиреност и доверба, покажете му дека се гордеете со него што оди во градинка. А дали чувањето на детето ќе го пропуштите на градинка, бебеситерка или баба, одлуката е ваша. Во конкуренција од 33 хора од повеќе европски земји, свое учество зеде и мешаниот хор Гортинија од Гевгелија, кој забележа позитивни резултати на меѓународниот хорски фестивал во Балчик, соседна Република Бугарија. Во рамки на своите редовни представувања на меѓународните хорски фестивали, хорот Гортинија од Гевгелија годинава учествуваше на меѓународниот фестивал во Балчик, Република Бугарија. Вкупно 33 хора од повеќе европски земји се представија во категориите детски, мешани и камерни хорови. Нашиот хор учествуваше во категорија на мешани хорови, најсложената категорија, која беше представувана, односно во која имаше конкуренција од повеќе држави, морам да кажам дека и најсилната конкуренција. Добивме од организаторот и од жири комисијата мислење дека оваа година на фестивалот учествуваа најквалитетните хорови. Тоа за нас беше, се разбира, голема чест и во исто време предизвик. Хорот Гортинија се представи нормално со репертоар од македонски автори, како обавезна композиција имавме композиција од бугарски автор и композиции по избор, кои хорот ги прави согласно своите амбиции и согласно своите нормално технички, вокални и интерпретацијски можности. Искуството кое го носи гевгелискиот хор од учеството во Балчик е дека имале шанса да видат многу квалитетни хорови, да направат споредба со светските хористи, а особено биле изненадени од извонредните настапи на детските хорови. Овој надпревар представува едно одлично искуство за хорот Гортинија и како тоа успешно ја представиле Гевгелија, односно Македонија, на тој значаен фестивал. Почитувани следуваат настаните од светот, да ги проследиме.
Рекордно високи температури се измерени во голем број места во западниот дел на САД, поради што се откажани голем број на летови од аеродромот Феникс во Аризона. Во Лас Вегас и во Навада температурите достигнаа до рекордни 47 степени Целзиусови, а во Аризона до 49 степени. Метеоролозите за денеска прогнозираат дека е можно таа температура да се задржи. Толку високи температури во тој дел на САД се забележени само 3 пати во историјата. Израелските власти почнаа изградба на нова еврејска населба на окупираниот Западен брег. Премиерот Бенјамин Нетањаху рече дека е чест да се градат нови живеалишта на оваа територија по цели 25 години. Тој додаде дека во минатото немало влада која реализирала ваков успешен проект, нито пак ќе има во иднина. И покрај тоа што претходно Нетањаху одобри изградба на населби од овој вид, палестинските власти сметаат дека одлуката е незаконска, бидејќи окупираниот Западен брег го сметаат за своја територија. Ова е проблем што почна во 1992 година, се уште не е решен. Израелскиот врховен суд исто така оцени дека правниот акт кој ја донесе Нетањаху е незаконски. Преговорите за пристапување на Турција во Европската Унија треба да бидат прекинати, доколку во земјата навистина се спроведат предложените уставни реформи. Ваков е заклучокот на европарламентарците по усвојувањето на резолуцијата во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Оваа резолуција е особено важна за одржување добри односи меѓу Турција и Европската Унија и продолжување на конструктивен и отворен диалог, кој е од клучно значење за решавање на заедничките предизвици, како што е миграцијата, безбедноста или тероризмот. Белгиската полиција застрела и уби непознат напаѓач откако се обидел да го детонира својот појас со експлозив на железничка станица во Брисел. Белгиските медиуми пишуваат дека напаѓачот најпрво детонирал експлозивна направа, што предизвикала мала експлозија при што безбедносните сили отвориле оган кон него и набрзо ситуацијата била ставена под контрола. Според сведоштвата на очевидци на железничката станица се слушнала експлозија и луѓето почнале да бегаат. Некои велат и дека напаѓачот извикал Аллаху Акбар пред да ја детонира експлозивната направа. Набрзо станицата беше евакуирана, а безбедносните служби го ограничија и движењето околу плоштадот во градот. Официјално стадионот Младост во Струмица ја помина инспекцијата на УЕФА. 3 дена награда на море за тиверијанките од Струмица. Балканскиот трилер без победник Македонија-Србија 2:2. Наред се и вестите од спортот. Откако беше извршена инспекција од високите представници од УЕФА, беше и официјално потврдено дека стадионот Младост е спремен за големи надпреварувања. Објектот е реновиран и во последните неколку недели сите детали кои недостигаа се комплетирани и на неполни 2 недели до европските надпревари на Пелиштер, Шкендија и Вардар, Струмица е подготвена за предизвикот. Исто така на почетокот на септември веројатно во Струмица ќе се одиграе надпреварот од квалификациите за светското првенство во Русија меѓу Македонија и Албанија. Од следната сезона новиот второлигаш Беласица ќе ги игра своите надпревари на реновиран стадион со надеж дека наскоро може да дојде и до елитата. Капацитетот на стадионот е нешто преку 6000 гледачи, но за европските надпревари ќе биде нешто помал заради строгите принципи и барањата на УЕФА. Понапорната и успешна сезона, време е за одмор за фудбалерките на фудбалскиот клуб Тиверија Струмица. Управата на клубот реши да ги награди девојките 3 дена во хотел во туристичкото место Параилија, Грција. Огромен допринос кон наградата дадоа нашата најголема фудбалска звезда Горан Пандев и фудбалскиот клуб Академија Пандев, кои ќе ги покријат поголемиот дел од трошоците за наградата. Со тоа нашиот Горан Пандев и фудбалскиот клуб Академија Пандев уште еднаш даваат пример како се сака фудбалот и како се мотивираат фудбалерите. Македонските млади фудбалери одиграа одличен надпревар против селекцијата на Србија, но сепак на крајот мораше да се задоволиме само со 1 бод. Избраниците на Благој Милевски после високиот пораз од Шпанија покажаа дека не се случајно пласирани во Полска. Иако надпреварот за нас не започна најдобро. Гочановиќ со гол од офсајд донесе предност Србите од 1:0. Во вториот дел Барди од пенал, а потоа Ѓорѓев во 83-та минута погоди за радост и големо славија на нашите фудбалери. Сепак се играше 90 минути од надпреварот, кога Ѓорѓевик погоди и донесе важен бод за србите. Нашата селекција последниот надпревар од групата ќе го одигра против репрезентацијата на Португалија.
Информација за ова издание на Дневникот. Во Македонија и на северната хемисфера на земјата изутринава во 6 часот и 24 минути почна летото. Во исто време на јужната полутопка настапи зимата. Денешниот 172 ден е најдолг во годината и ќе трае 15 часа и 14 минути. Летото ќе трае 94 дена, а ќе заврши на 22 септември кога почнува есента. Првиот летен ден во Македонија според прогнозата на синоптичарите ќе биде сончев со мала облачност и слаб претежно северен ветер. Попладне на планините некаде ќе има умерено наоблачување. Максималната температура ќе се движи од 27 до 34 степени, а УВ индексот ќе има вредност 9. Почитувани гледачи, јас ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно од мене.